Изминатава сабота во рамки на музејската поставка Ковчегот на љубовта, тетовци има исклучителна можност да погледнат различни предмети и реликвии, кои биле донесени од Хрватска во Штип во текот на 50-тите години на минатиот век. Истите сведочат за хрватската култура и традиција и представуваат вечен потсетник за животот во родната земја на иселениците кои дошле во Македонија. Музејската поставка ја организираше заедницата на Хрвати од Штип Либертас, а честа да биде домаќин на настанот ја имаше Македонско-хрватското друштво Тетово. Дојдовме на идеја да нашата поставка која што имаме именувана како Шкриња на љубовта или Ковчегот на љубовта ја поставиме и кај вас во Тетово. Всушност тоа е приказната за хрватите кога дошле во Штип. Еден дел од семејствата, да речем 4 семејства во овој случај се опфатени, кога има дојдено во Штип со себе донеле, да речем жените нешто домаќинските работи, нормално да ги украсат куќите и тука. Генерациите после нас или ние нечии генерации по нив се потрудивме да тоа го заштитиме од заборавот и како такво го чуваме и го негуваме. Една изложба имавме во Штип, сега сме Тетово, ќе одиме Битола, тоа го поддржува нашиот државен уред за Хрватите надвор од Хрватска и мислам дека како поставка, како една како да кажам, некој како негувачи на традицијата, убаво да се покаже дека некој нешто почитува од нашите родители, бидејќи ова е личната карта на една држава која што го сочува, мислам, ја има својата традиција, не само везење, плетење, тука и готвењето и сето тоа. Денеска немавме такво време, можеме во наредна прилика и да ви се представиме со хрватски специјалитети. Саботниот настан беше збогатен со настап на членовите на градскиот хор Штип 2019, кои пред присутните се представија со сплет на хрватски песни. Градскиот хор од Штип 2019 имам прекрасна соработка, затоа еве 3 години сме заедно. Минатата година бевме на Шпанцир фест во Вараждин, имавме божичен концерт, зашто кога имаме наши да донесуваме увозни, тие ја негуваат хрватската музика, за овој пат се потрудивме да тоа биде стара традиционална песна која што е одлика на, да речем, далматинскиот крај, на славонскиот крај, она што на пример го пеат ладарици, тоа ќе го испеат они, иако да речем ние не сме ладо, меѓутоа со нивната изведба докажува дека и тие како наши пријатели, како наши почитувачи, почитувајќи нашата песна, ни помагаат во она што ние сме си го замислиле во живот. Музејската поставка Ковчегот на љубовта покрај Тетово во наредниот период планирано е да гостува и во Битола.